Добар ден за сите слушатели на ЕСИ Радио и денес вие сте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски. По одредена пауза, почитувани, повторно со нас е Димитар Качаковски, мој драг пријател, со кој што се знаеме со години. Многу интересен гостин, Диме Качаковски е една од најважните фигури во македонскиот шах. Не само толку по своето шаховско творештво, туку по својата работа за доброто на македонскиот шах. Ние во минатата емисија веќе говоревме за почетоците на шахот во Македонија, помеѓу двете светски војни, значи од самите почетоци на 24 година, стигнавме до крајот на Втората светска војна, до првиот наш македонски мајстор Павле Бидев, до важните луѓе кои што биле многу значени за развојот на македонскиот шах, као Полјаков, или го спомнавме, и некои други, и првиот македонски мајстор Павле Бидев. И завршивме до Втората светска војна, денес треба да продолжиме. Да. Сега, нели, ние говоревме дека ќе се прави датотека, ќе се направи еден одличен преглед на се она што се случувало во македонскиот шах од почетоците па до денешни. Затоа една емисија не е малку, веројатно и две ќе не бидат малку Диме, од кај што застанавме минатиот пат да си продолжиме овој пат. А застанавме некој крајот на Втората светска војна и со Павле Бидев. Повели сега. Овака, кога ќе се погледне развојот на шахот во Македонија, значи тешко е да доволно да се нагласи улогата која имаше во предвојниот шах за развојот на шахот пред се во Скопје, но и во другите градови на Македонија на инженерот Полјаков Ѓорги. Неговата улога, неговите врски со Белград во Кралска Југославија, симултанката на Алјехин која е негова заслуга, значи, за гостувањето на светскиот шампион на Алјехин во Скопје, организацијата на работата на Скопскиот шаховски клуб, организацијата на големото првенство 1941 година, значи во самите моменти пред пред почетокот на нападот на фашистичките сили на Југославија. Значи од почетокот на 30-тите години инженерот Полјаков Ѓорги заедно со професорот Симеон Мартиновски, заедно со професорот Бидев Павле беа промотори на шахот во Македонија. Меѓутоа Павле Бидев, за разлика од Полјаков Ѓорги, кој беше еден неуморен активист и кој по струка, значи Полјаков Ѓорги беше по струка електроинженер, и веќе со вториот број на службениот весник на Република Македонија во Ослободената Народна Република Македонија во 1945 година, тој е назначен за асистент во тогаш се уште во системот на електрани на Македонија, кој тогаш е во фаза на формирање, и он дава свој значителен придонес токму во организирањето на работата на електраната матка, но и воопшто во развојот, овој најзначен сектор за развојот на стопанството за Македонија. Од друга страна, професорот Павле Бидев, уште од десетина години пред тоа, значи уште од своите 30 години, како што пишува во книгата Шах символот на космосот, не е заинтересиран само за турнирскиот шах, тој е обседнат со историјата на шахот воопшто во светот и е обседнат со проучување на филозофијата на старите цивилизации, Индија, Кина, па и други многу, каде што се наоѓало, значи кај што се дојде до тоа дека всушност шахот е многу постар игра и дека неколку илјади години пред нашата ера постоел. Најдов податок во книгата во една од пригодните книги издадени за време на Олимпијадата во Скопје 72 година, дека постојат дури податоци со шаховска табла нацртани така како дел од магиските ради, дури и 3000 години пред нашата ера. Во област наречена Тарквинија се пронајдени цртежи на шаховска табла со фигури, така да шахот е всушност како дел од магиските ритуали присутен
и во старата кинеска цивилизација, во азијските земји, и тоа е она со кое Бидев бил обседнат. Исто така, како професор кој предавал во Скопје, Бидев сепак бил со една нога во Царево село, од каде што потекнувала неговата мајка Марија Чорбаджиска. И споради нежното здравје, турнискиот шах не му бил прв приоритет. Но на првиот шампионат на Република Македонија 1946 година, благодарејќи сепак на тоа што тој сепак бил активен дури во воените години, како што спомнавме на шампионатите на Бугарија, тој прави 100% резултат на првиот шампионат во Скопје 46. Можеме да кажеме дека е прво подвиг за Република Македонија воопшто организацијата на овој шампионат. Значи, тој си играл во студени простори, во многу тешки, мислам, температурни услови, и биде во такви услови постигнува 100%, значи од 9 одиграни партии извојува 9 победи. Инженерот Георги Појаков трпи единствен пораз токму од неговиот пријател Павле Бидев и прави 8 од можни 9 поени. Значи на првиот шампионат на Македонија во Скопје 46 година има вкупно 10 учесници. Третиот е кумановчанецот Георгиевски Трајко со 7 поени. Значи и тој бил доминантен во однос на другите играчи од долниот дел на табелата, меѓутоа губи од Бидев и од Појаков. Другите шахисти се пласираат во средината на табелата, некој подоле, значи учествува Единов Леонид, потоа подоцна познатиот кумановски шахист Георгиевски Сречко, уште со надимак Цнко. Потоа учествува еден интересен играч, тој е Франич Пашко. Франич Пашко ќе биде долги години после тоа секретар на Шаховскиот сојуз на Македонија, шаховски судија и организатор на шаховската активност на Македонија, но во 1946 година го гледаме како учесник на првиот шампионат на Македонија, освојува скромни 3,5 поени од 9 партии. Исто така игра Хаджи Митев, кој подоцна исто така ќе биде познат играч и еден од подоцневите организатори на Олимпијадата во Скопје, Ивановски Бранко. Ова се играчите кои учествувале на шампионатот во Скопје 46 година. Последниот Стефанов Кирил освојува само еден поен, не бил дораснат на турнирот. Меѓутоа, ова се многу скромни почетоци. Шампионатот во моментот било и проблеми да се достават покани до играчите и воопшто да дојдат да учествуваат во Скопје. Се уште инфраструктурата во повоена, што туку ослободена Македонија била уништена, значи имало проблеми со исхрана. Многу од тоа време луѓе се слушнал дека, например, воглавно се јадат пченка на леп во тие години. Меѓутоа, она што може да се види и што е многу убава работа во весникот Нова Македонија, со податоците дека Македонија дури во такви полуразрушени услови, значи Македонија беше уништена многу и во Првата светска војна, значи преживеа тешки работи, во Втората беше поделена меѓу Италија и Бугарија. Дури во такви тешки услови, полетот на една нација која долги години се борела за својата слобода, која имала епопеи во Илинденското востание и во други ослободителни движења, одеднаш, значи, се осека огромна енергија на еден народ, значи се организираат многу спортски активности практички во услови на непостојање на минимални материјални услови. Од курсеви за падобранство, до курсеви за скијање, до пливачки школи. Значи, од еднашка спортот, мислам, со помош на тогашната комунистичка партија се доближува до народот и се постигнува првата цел, значи, на ново ослободена Македонија, да спортот стане дел од народните маси. Многу интересно да се чита во тие први броеви
на Нова Македонија, да се чита тие настани, да се види колку многу дури во студени услови со колкав елан се подготвувале разноразни активности и колку будно се следело на самата организација на турнирот, дали била добра, дали имало доволно плакати за учество на турнирот или за публика да го посети. Тоа било едно од замерките на партиските раководители, дека, например, шампионатот на Македонија 46 година не бил доволно афирмиран меѓу обичниот народ, за да може пошироко да биде посетен. Веќе во 1947 година сите републики, значи, организираат своји шампионати, значи се појавуваат имиња кои подоцна ќе станат познати во југословенскиот шах. Значи, например, во Босна се појавува еден шахист Козомара, кој ќе биде долгогодишен првак на Босна и Херцеговина, потоа идниот велемајстор Мештрович. Во Македонија 47 година веќе бројот на учесниците на шампионатот на Македонија е зголемен, значи учествуваат поголем број на играчи, односно учествуваат 18 играчи за разлика од првиот шампионат на кој учествуваат 10 играчи и имаме играчи од повеќе градови. Тука повторно се појавуваат, значи, главната сила на македонскиот шах, првиот мајстор на шахот во Македонија, господинот Павле Бидев, инженерот полјаков Георги, и тие повторно ги завзема, значи повторно имаме доминација на Бидев Павле, но сега во многу посилна конкуренција. Тој победува на шампионатот со резултат од 16,5 поени од можни 17 партии. Во шампионатот 1947 година, како што спомнавме, со учество на веќе 18 играчи од цела Македонија, повторно доминира убедливо Павле Бидев, освојувајќи 16,5 од можни 17 поени. Само едно реми? Само едно реми, и тоа со еден играч кој тогаш се појавува на македонската шаховска сцена, кој во тоа време бил млад средношколец, кој подоцна ќе биде самиот шампион на Македонија неколку години и ќе доминира во шаховскиот живот на Македонија во периодот меѓу 51 и 54 година. Благоје Сотировски, да? Благоје Сотировски, легендата на македонскиот шах, еден од шахистите со кои се уште можеме во живот да разговараме, кој е прекрасен човек, кој за жал еден период емигрираше од Македонија во САД, таму се занимаваше со хортикултурно уредување, беше еден од најценетите хортикултуристи во САД. А тој не беше гостин, ама ќе го викнеме уште еднаш. Тој се уште човек со извореден дух, со бистарум. И може би тоа уште една препорака дека луѓето кои играат добро шах располагаат со извонреден и бистарум. Значи, се враќаме на шампионатот. Значи, тука Сотировски имал 15 години, 47, он е роден 30. Прва, значи, тој бил се уште средношколец. Средношколец, да. Во тоа време, значи, Павле Биде бил единствениот мајсторски кандидат и тој беше и учесник и на шампионатот на Југославија, значи имаше сето тоа му даде уште поголем опит со многу поискусни играчи, значи на шампионатот на Југославија играше и велемајсторот Винмар, исто така и неговиот син кој имаше исто така велемајсторска сила. Не, неговиот син Милан Видмар јуниор интернационален мајстор. Да, меѓутоа имаше велемајсторски резултати, да. А неговиот татко беше, значи, играч со кој Јадехин знал да има потешкоти во партија. Не, Јадехин имал само сега со Видмар. Да. Видмар одлично игра, и се така. Значи, еден од најсилните играчи на Европа и 20-тите години. Така да, неспоредив бил опитот на Павле Бидев, играчкиот опит во однос на другите играчи, и освен ремито со Благоје Сотировски, тој ги добива сите други партии. Полјаков, иако изгубил од Павле Бидев,
и дал неколку реми на Лазаревски, на Радулович и на Павлов. Тој сепак бил второ пласиран со 14,5 поени. Залевски бил со 13, Зографски со 10,5 поени. Преку 50% постигна исто така Ајдинов, Радулович и тука повторно го спомнуваме со Тировски кој освоил 10 поени на свој прв дебитантски настап на шампионатот на Македонија. Потоа тука се појавува уште еден лик од Куманово, тоа е повторно Ивановски, на овој пат Момчило Ивановски. Исто така се појавува Сречко Ѓоргиевски, исто така играч од Куманово. Овдека се појавува прв пат Пауновски Александар, таткото на браќата Пауновски, на Бранко Иванчо Пауновски, од кој едниот Бранко Пауновски играше одлично шах за тимот за екипата на браќа Милодиновци, долгогодишен член на браќа Милодиновци и за жал пред кратко време до минатата година се беше некој почина. Додека неговиот брат беше познат по многу оригинални снимки за македонската телевизија во однос на гостување на познати шаховски имиња во Македонија. Така да непроценлив е придонесот на браќата Пауновски, чиј татко се јавува во овие први шампионати на Македонија. На кој место завршил Чичко Ацо? Односно да се поправам, всушност Пауновски Александар учествува на наредниот шампионат 48 година. И како е пласиран? Значи Пауновски Александар во тој момент има таа табела поради лошото известување на весниците не е до крај реконструирана, меѓутоа бил во горниот дел од табелата. Од 13 одиграни партии на Пауновски Александар познати се резултатите од 9 и од тие 9 освоил 4,5 поени. А кој месец се играло? Вака, шампионатот 47 се играл, прво 47 да го довршиме, се играл во јуни 47, 46 мислам дека се играл зимата, додека 47 се играл во јуни, од 15 до 30 јуни. Тука исто така учествува еден играч, многу интересен играч, Боро Вртановски, кој понатаму како човек од политиката исто така ќе помогне доста за развој на шахот во Македонија. Потоа Павлов, Илиевски, Михајлович и така натаму. Овој Илиевски не е еден од браќата Илиевски, тие подоцна се во на шампионатот. Значи 47 година имаме триумф на Бидев, повторен триумф и второ пласираниот Полјаков. Веќе 48 година, значи во услови на инфобирото во Македонија, значи по појавата на судирот меѓу Југославија и Сталин, во една општо политичка затегната атмосфера, се одржува третиот шампионат на Македонија. Поради презафатеност не учествува Павле Бидев, значи првата виолина на македонскиот шах, и тоа го користи Ѓорги Полјаков и тој триумфира со 12 од 13 поени, со две реми само против младиот Ежов Александар и второ реми со Пауновски Александар, кој исто така го спомнавме. Кој спомнав и јас те прашав кога се играл овој шампионат, затоа што во летото 48 ти го спомна инфобирото и тоа се Александар Пауновски ќе заврши на Голијот. И се дали истата година, 48 или 49 тој завршува на Голијот. Веројатно повеќе си контактирал со синовите на Пауновски. Не беше само Пауновски Александар кој заврши на Голијоток. Во тоа време во Прилеп имаше еден исто така силен шахиста кој во првите повојни години учествуваше, меѓу другото и на првиот шампионат на милицијата на Југославија. Тој имаше презиме, во името во моментов не може да се сетам, имаше презиме Марчевски. Тој исто така беше понатака како човек со репресиран од страна на Голијоток, мислам на Голијоток од страна на службите во Југославија. Така да самите тие случувања влијаете да одреден број на шахисти да за жал понавекат мислам завршат со тешки травми. Од друга страна и сама Југославија во тој период беше оставена сама на себе.
значи во услови кога кога беше меѓу два блока стравот од воени интервенции од страна на Варшавскиот пакт. Да, беше голема, значи ни се убиваа војници на границата и на Југославија и на Македонија. Постоеше, значи, и покрај такви провокации постои и други. Само сакам да кажам, еве токму за таа психоза во која се наоѓала Југославија во тие години, со тоа не сакам да го оправдам Голиот оток, значи Голиот оток е најверојатно креација на Ранковиќ и тој подоцна ќе биде сменет од ваквото, меѓутоа се уште Југославија била што туку излезена од војната и самата војна веќе се уште имало луѓе кои биле научени на војна психоза, во смисла се размислувало по принцип или си со нас или не си со нас. Меѓутоа факт е дека ако не си со нас, си против нас. Да, значи во опишувањата на ДДР, например, колку Југославија била уплашена, значи во моменти кога била разрушена, кога самата држава, кога немала базична индустрија, кога немала производство на челик, таа прави во тој момент гигантски напори, например, се сеќавате дека пругата Брчко-Бановиќ беше изградена во рекорден рок во ударнички стил. Македонија многу придонела со тутунот свој. Сакам да кажам, не само со тутунот, едноставно прегорот на тие луѓе кои биле вакво, бил огромен да се излезе од таа тешка ситуација. Се сеќавате дека во тој момент и НАТО пактот врши притисок за Трст и дека ја земаа зоната А од Трст, значи беше отстапен дел од територијата на Југославија. Југославија мораше да отстапи зоната А. Значи во такви услови, например, ДДР пишува дека дури се планирало потопување на Панонска низина во случај на влез на советски тенкови преку Маđарска и Руманија. Тоа било најболната точка на Југославија, затоа што југословенските партизани имали искуство на герилска војна и се планирало дека доколку дојде до напад на силите на информбирото, односно на сталинистичките држави, дека во таков случај повторно би се војувало од планини, а дека тенковскиот удар би бил амортизиран со тоа што би се потопило Панонската низина, значи браните на Дунав и на Тиса, со цел да се амортизира, да се оневозможи влезот со тенкови од страна на силите. Ова сега го спомнам само за да покажам под колкава психоза била тогашната Југославија, значи тоа биле многу од ракователите биле луѓе со големи психички лузни од војната, така да далеко од тоа да го оправдаме односот, значи и на Тито и на другите кон луѓе како првиот претседател на Македонија Методи Андонов-Ченто. Меѓутоа, од друга страна, сета таа војна психоза до некаде дава подруга слика, значи во тоа време едноставно не можеме тоа време да го мериме со сегашни аршини. Од друга страна, обидот, например, на одредени македонски револуционери да прошират војната и во егејскиот дел на Македонија би завршил со неуспех, тоа Тито многу добро го знаел, затоа што силите на НАТО пактот беа во тоа време прозападните сили, односно Англија беа влезени во Слободно, тоа ќе значеше нова војна која можеше да уништи државноста на Југославија. Така да, сепак југословенското раководство во некои од работите беше трезвено, можеби беше престрого во однос на тоа да и одредени луѓе кои едноставно имале само симпатии кон СССР ги стави на Голиот оток, и ако веќе беа затворени, сигурно немало потреба да бидат малтретирани во смисла на тоа дека кога веќе се под надзор тие не представуваат опасност, меѓутоа факт е и црна дамка е во југословенската историја, тоа преиспитување. Меѓутоа, по војна Југославија тогаш ги градеше првите механизми, значи државата се уште не ги имаше доволно изградени своите први судски механизми и слично, значи во многу работи се уште постоеше таа војна психоза, но затоа што многу луѓе изгубија и од тие што станаа после тоа, кои ги изгубија своите фамилии, своите најблиски или гледаа или присуствуваа на огромни масакри од страна не само на фашистите, туку и на многу сили кои учествуваа затоа што истовремено во Втората светска војна се водеше една граѓанска војна. Значи тука беа четниците, тука беа усташите, тука беа
домобраните, тука беа значи многу недичевците, значи имаше огромен на Морг дојде значи еден огромен шлем од се она што не чинеше во Југославија, дојдоа луѓе кои тоа е факт. Од друга страна, полетот со кој се обновуваше државата, полетот со кој се градеа електрани, патишта, фабрики, сепак дава и уште една убава слика за тоа дека со кој се обновуваше спортот во Македонија, што се организира ние во овој период, некаде во период на 50-те години, и младинско првенство на попова шапка. Имаше идеја да се шахот да се сири по помалите места, по малите градови. За жал, со оглед на тоа дека инфраструктурата не можеше секаде истовремено да се изгради, имаме значи огромна миграција во Скопје, од многу села и помали места, значи се празнеа, луѓето доаѓаа во Скопје, тука се градат фабрики. Меѓутоа сепак во тој период можеби и не толку колку подоцна. Во 1948 година, по триумфот на полјаков Ѓорги, втор се постира Ѓоргиевски трајко, значи тој Кумановски шахист, потоа Ивановски Момчило во Врвото, исто така Кумановски шахист. Значи Куманов се од веќе од 1933 година има силен шаховски клуб и богата шаховска традиција. И после Втората светска војна имаме гостување на одредени истакнати југословенски играчи на територија на Македонија во смисла на симултанки. Значи, доаѓаат, например, Озрен Неделјковиќ. Така да, шахот во Македонија одеднаш живнува. Не само шахот, сите форми на спорт. Дори во вакви тешки материјални услови. Исто така имаме играчи од други националности, например 48 се учествува и Махмуд Шабани. Потоа имаме уште исто така и уште еден многу интересен играч, младиот, тогаш и голема надеж, за жал денеска држава, Евгени Насад, и позната му тој се завршува медицина и станува доктор, Николовски Оливер. Тој отприлика заедно со, или во сличен период со Сотировски Благоевски во втората половина на 50-тите емигрира за САД. Тој исто така учествува значи, на шампионатот 48 година, значи се појавуваат нови имиња, Битиков, Владо, Залевски, Савченко. Тој игра со Рушко Потекло, кој за време војната останува на територијата на Македонија. Веќе 49 година повторно се игра шампионатот со 16 учесници, одека имаме интересно е учеството на еден играч турчин, Октай, меѓутоа за жал тој го напушта турнирот, веројатно од домашни причини. И одека се појавува еден играч кој подоцна ќе биде исто така во врвот на македонскиот шах, тој е играчот Тодор Кукински. Значи повторно не учествува Павле Бидев, тој полека се повлекува од активниот шах во Македонија, учествува на некој од првенствата на Југославија и повторно доминира Ѓорги Полјаков 49 година, а интересно е што токму второто место го основа, како што спомнав, Тодор Кукински. Тука е уште во врвот се Букановски, Ивановски Момчило, потоа имаме уште еден интересен играч Никола Воденичарски со 7 од 14. Се појавуваат двајца Сотировски, сега покрај Сотировски Благое се појавува и Сотировски Јонче.
се враќаме на шампионатот на четвртиот шампионат на Народна република Македонија во Скопје 49 година, каде што, како што кажавме, се појавуваат некои нови имиња во македонскиот шах. Овдека мислиме на Сотировски Јонче, на Никола Воденичарски, на Тодор Огњанов и еден исто така прв пат со само 2 поени од 14 партии се појавува еден играч кој подоцна ќе биде една многу колоритна фигура во македонскиот шах, тој е играчот Крум Крстев. Играчот Крум Крстев долги години предизвикуваше многу недоумици кај шахистите кои играа со него или или анализираа неговата игра. Тој стана еден од легендите на македонскиот шах по својот ентузијазам за шахот, неговите настапи на дописни шаховски турнири, кои му помогнаа многу во развојот, меѓутоа играчот Крум Крстев никогаш не се ослободи од тензијата да биде изразит тактичен. Значи, тој беше шахиста кој не се грижеше многу за позиционите принципи на поставеноста на партијата, туку беше одличен тактичар. Во врска со еден многу подоцнежен шампионат на млади шахисти одигран во Сарај, крај Скопје, играчот Драголюб Јаношевиќ пишува за Крум Крстев. Вели, не можам да го сфатам овој играч. Тој прави дупки во позицијата на сите можни начини. И на дамино крило, и на кралево крило. Неговата позиција личи на распарани панталони. Меѓутоа, во моментот кога сметате дека ради сите овие позициони слабости тој треба брзо да изгуби, тој ја добива партијата. Се работи во секој случај за еден многу темпераментен играч, кој понатака и неговите синови Емил Крстев и Антонио Крстев исто така стана одлични шахисти, со тоа да Емил Крстев се уште игра одлично шах, додека Антонио Крстев емигрираше во Нов Зеланд и таму настапува и во Нов Зеланд, во градот Оукленд на првенството на Нов Зеланд. Тоа е една од трагедиите на малите зими како Македонија, да голем број не само од шахистите, него одлични стручници во разни области заминува во Македонија. Шампионатот 49-та, како што рековме, беше повторна доминација на Ѓорги Пољаков. Како што рековме, прво, второ место на Тодор Букински со 10,5-14. Се појавува, рековме, третиот Букановски, кој исто така во тие години представувал. И Сотировски Благоја, кој ќе биде една легенда до 5,5-14. Тој е негова прв опит на едно вакво силно првенство. Во 1950 година Шаховскиот сојуз на Југославија, согледувајќи дека во Македонија нема многу играчи со титули и дека македонските играчи немаат искуство со посилни играчи, дека немаат можност да освојуваат и категории во тоа време, значи многу не биле првокатегорници, второкатегорници. Шаховскиот сојуз на Југославија го согледа проблемот и сакајќи да го помогне развојот на македонските играчи, во 1950 година наместо класичен шампионат на Македонија се организираше пропаганден турнир. Тоа значи дека учествува покрај од вкупно 20 играчи, половина од играчите беа играчи од другите републики. Поискусни играчи со цел македонските играчи во играта со нив да добијат своје искуство. И беше одлучено да играчот дека македонскиот играч кој ќе освои највеќе поени на овој турнир ќе се смета за шампион на Македонија за 1950 година. Прв на турнирот беше велемајсторот Јаношевиќ. Втор беше во тоа време веројатно се уште не беше велемајстор, тогаш беше тој многу млад човек. Инаку подоцна е познат како им доби прекар на шаховски Робин Худ. Јаношевиќ беше еден од ретките шахисти со велемајсторска сила,
кој знаеше да победи светски величини во шахот, но исто така да изгуби од многу слаби играчи. И затоа имаше надимак шаховски Робин Худ, значи ги одзема поените од големите, ги дава на малите. Друга позната фигура која учествуваше во првенството на Скопје 1950 година е познатиот белградски шахист Никола Караклаич. Тој е познат покрај одличната игра на ова првенство, значи на кој освоила 14 типол поени од можни 20, доека Јаношич има 16 типол. Караклаич е познат пред се по неговата одлична игра во завршници и исто така е познат по тоа дека напише една прекрасна книга каде што токму завршниците се во центарот на вниманието, на прекрасна шаховска книга, која е убаво и да се преведе и на македонски, се вика Да те прашам, односно да те питам на српски, која е една од најдобрите учебници кои се појавиле на територијата на тогашна СФРЈ во областа на шаховските завршници. Друга колоритна фигура е играчот од Војводина Рудолф Марич. Еден од Рудолф Марич беше исто така во подоснежните години велемајстор и шаховски писател, интернационален мајстор и шаховски писател, кој напиша една прекрасна колоритна книга Шаховски миниатури. Хуморот и текстот во книгата се толку прекрасни, толку убави да ми е една од во мојата богата колекција една од најомилените книги за шах. И само да те дополнам, тука за Рудолф Марич, што имаше постојана рубрика во Шаховски гласник, гласникова полка, која каде што се обично посветуваше на интересни, таа полка рубрика беше, ти благодарам што ме подсети, таа рубрика му беше повторно посветена на завршниците, меѓутоа исто така напишена во еден стил на, во еден, да кажам, стил на романописец. Прекрасно, многу интересен. Единствен, препознатлив, единствен, нели? Да, таа рубрика дури сум слушал дека и во Русија и руските велемајстори ја обожавале. Тоа едноставно ја пишуваше, мислам, како да читате за од Агата Кристи за Шерлок Холмс, но дека во шаховски смисол. И уште само нешто, дека има неколку пати тема на неговите, посебно тие многу убави завршници, добиени проблемски, одиграни партии и така натаму. Скрчевски мислам дека има 2 пати дека бил присутен и еднаш Танчев. Да, за Скрчевски знам, исто така и за Танчев. Исто така, учесници на овој шампионат се во тоа време еден од шампионите на Србија Савич, потоа Бранко Дамјановиќ, Александар Божич, Ѓорѓа Вировиќ. Во тоа време тоа биле многу силни шахисти, Грубер и понатака познат како шаховски судија Александар Божич. Од македонските играчи, значи, учествувале Мартиновски, Кукински, Оливер Николовски, Тодор Огњанов, Сотировски Јонче, Сотировски Благоја, повторно Крстев, кумановските играчи Ивановски Јордан и Ивановски Момчило, Илиевски Борче и еден играч од Србија исто така влегува во долна дел на табелата, тоа е Мишура. Македонските играчи поради своето ниско, треба да нагласиме дека тоа се исклучително млади луѓе. Тоа се играчи кои имаат околу 20 на години, значи некои имаат и помалку од 20, можеби некои до... Меѓутоа скоро и да нема играч, некои имаат 30 години, се тоа млади луѓе. Тоа е за нив огромна полука. Најдобро пласиран македонски играч на 10-то место е Мартиновски. Меѓутоа, одека се работи за Мартиновски Евгеније, кој е син на еден од промоторите на шахот во Македонија, на професорот Симеон Мартиновски. Значи, Симеон Мартиновски беше човек кој уште од 20-тите години на 20-тиот век го промовираше шахот на Македонија, а неговиот син Евгений Мартиновски беше веќе во 50-тите години веќе дебютираше како еден од подобрите македонски играчи. И исто така ќе биде на еден од шампионите и првак.
Овдека тој поради освоеното 10-то место, тој губи всушност од првите 5 играчи, од поискусните Јаношевиќ, Караклаич, Марич, Савич и Дамјановиќ, а со другите играчи воопшто нема пораз. Тоа значи дека со македонските играчи одлично се справува, има неколку реми со некои од своите македонски колеги и освојува всушност 10 поени од можни 20 или Од 19. од можни 19, да, од 20 играчи, 10 поени, тоа се 19 партии. После на табелата, што е интересно, е повторно Крум Крстев. Меѓутоа Крум Крстев покажува голема љубов на шахот и ориентирајќи се и кон допис на шах, тој многу брзо ќе напредува во 50-тите години. Сотировски е во долниот дел на табелата, исто така тука игри и битолчанецот Сотировски Јонче. Прв пат се појавува Илиевски, битолчанецот Илиевски, братот на Димче Илиевски и единствениот македонски играч кој емизирал со светскиот шампион Боби Фишер. Значи, шампионатот во Скопје 1950 година е обид на друг начин да се популаризира шахот на Македонија преку овој пропаганден турнир, да се поттикне, да се зголеми искуството на младите македонски шахисти, да се сретнат со посилните своји колеги кои биле претежно од Србија, но имаме и од другите републики, со цел побрзо да напредува. Значи, Шаховската федерација на Југославија водела сметка за развојот на шахот во Македонија. 1951 година веќе почнува на 6-тиот шампионат на Македонија, кој се играл во салата на синдикатите на Македонија во Скопје. Значи, може да забележиме дека сите шампионати од 46 до 51, па како што знам 52 исто игран во Скопје, значи сите се играле во Скопје. Првиот шампионат на Македонија кој не е игран во Скопје 1953 година тој е игран во Охрид. Значи во период од 46 до 52 година шампионатите на Македонија се играни исклучиво во Скопје. Во различни објекти, значи 6-тиот шампионат се игра во салата на синдикатите на Македонија и со шампионатот 51 почнува ерата на шаховска доминација на Сотировски Благоеве. Тој го декласира долниот дел од табелата, значи се работи за купно 16 играчи, на овој шампионат се одиграни 120 партии и од можни 15 поени освојува 12. Реми со Сотировски Благоев освојува Николовски Оливер и по пауза од неколку години на турнирот учествува Бидев Павле. Меѓутоа, веќе се чувствува дека Бидев Павле веќе полека завлегува во научните води во смисла на шахот. Значи, тој се повеќе се посветува на својата мисија да истражува историјата на шахот во светот. И веќе првата виолина во Македонија станува без никаква претерување Сотировски Благоев. Исти број на поени освојува и Николовски Оливер. И тој има 12 од 15. Не можам да оценам дали тогаш постоеле други дополнителни критериуми за тоа кој ќе биде прогласен шампион, меѓутоа тие двајца меѓу себе ремизирале, меѓутоа за разлика од Сотировски Благоев кој немал ниеден пораз, Николовски Оливер изгубил една партија од пето пласираниот Лазаревски. Третото место со 11 од 15, значи не е вика онаа доминација како во првите повоени турнири, го освојува Павле Бидев. Четврти е Кокински Тодор кој на претходниот шампионат 1949 година беше втор. Пети е Лазаревски и овдека се појавува исто така едно ново име, тоа е една колоритна фигура во македонскиот шах, играчот Данов Кирил. Тој прави 8,5 од 15, со долги години ќе биде присутен во македонскиот шах. Со негово име се сврзани многу настани од прекрасни работи, па дури и до скандали. Меѓутоа во секој случај се раѓа уште еден одличен шаховски играч, безкомпромисен и во шахот и вон шахот. Тодор Огњанов е исто така е во групата со 8,5 поени заедно со Данов
со Данов Хирил и со Крстев Крум. Значи, веќе гледаме кај Крстев Крум дека од играч кој до тогаш бил в енерģија во своите претходни настапи, веќе гледаме еден скок да тој е пласиран во средниот дел на табелата со солидни 8,15. Еден од играчите кој повисо така дебютира 51 година, играчот Перо Тиквешански, значи кој доаѓа од, како што и името му кажа, мислам дека од Кавадарци. Од Кавадарци и Да. Кира Данов е од Кавадарци. Да, меѓутоа после се преселува со службата во Скопје, Да. мислам дека работеше во МВР. И некој од Кавадарци. Да, исто така тука е неизбежниот Кумановчев с Георгиевски со 6 од 15. Се појавува уште еден интересен играч Станински, се појавува Крстев и Саше, Сотировски Јончев, Битолчанец со Сотировски Јончев во долното на табелата и последно пласиран со половина поени Скопјанецот Илиевски Живко. Значи во овој случај не се работи за Илиевски Борчев титула, туку за Илиевски Живко. Илиевски Живко е инаку татко на Мартин Ивановски, кој што е познат хематолог, работи на клиниката во Скопје. Това не го знае. Кој што студираше и француски и медицина, Да, жив Илиевски Живко. и кој што Тоа играше... многу одамна не верувам да е жив Илиевски Живко. Не, одамна е Почина? почина. Може би Играше на меморијалот на Симоновски сино 75 или 6, тоа беше кој си последен го пат. играше? Не, Живко. Аха. И тој последен турнир кој што играл, работеше во цементари и ретко настапуваше многу, а Мартин Ивановски се не преверуваше до 75-та, после завршила студии, веќе не играше шах. Мислам дека беше Мартин Ивановски исто мајсторски кандидат. Син му на Живко Ивановски. Не, овде збориме Илиевски Живко. Ивановски. Не, Ивановски Живко. Не, А, тоа ова е беше ова Илиевски ништо Живко. не ми важи. Да, ова не важи. Да, ова е Илиевски Живко. Во тоа време има 20 Ивановски невешто играт, едниот е Ивановски Бранко, а другиот е Ивановски... Ивановски Живко иначе ми откомајува по И- текнување, да. ама... Ивановски Момчило е другиот. Да, имам негде податоци. Јас Живко Да, Ивановски за Да, а Илиевски Живко, веројатно имам негде податоци, меѓутоа во моментов нема нешто сетам. Борет. Да, меѓутоа веќе кога спомнавте за Ивановски, можеме во контакт со синот да дојдеме до некои партии од татко му од тие постари периоди. Значи одека пак го сакам да спомнам на слушателите дека поплавата во 1962 година го уништи 99% од сочуваниот материјал од шаковските партии за овој предвоен период. Голема загуба, да. Ова е огромна работа и сега, пазете, ние сега успеваме и тоа имаме значи една и две табели кои не се докрај реконструирани. Ние сега успеваме, значи, односно јас успеав да ги реконструирам 90% од табелите од шампионатите на Македонија. Меѓутоа бројот на сочувани партии е многу мал, значи имаме некаде по една, некаде можеби по две партии, некаде немаме ни една партија, значи од еден шампионат каде што се играле можеби 100 партии или да речем шампионатот 51 имало се одиграни 120 партии, 53-та 91 партија. Сакам да ви кажам, освен што некои кои ги најдовме во шаховски гласник, во југословенскиот шаховски гласник кој ги следел шаховските сочувања во Македонија, за жал во моментов речи си воопшто ништо не зачува. И тука ќе престои макотопна работа. Јас тука имам едно мислење кое го има и археолозите, никогаш не вели никогаш, дека може би некогаш ќе се најде некоја партија. Мене ми се случи да приликом купување на една стара книга најдам во незе заборавена партија од Александар Режов, кој исто веројатно потекна од 40-тите години, значи во една случајно купување во антикварница, да дојдам донатре до формуларот од 40-тите години. Може би треба да се контактира со роднините на многу од овие веќе покојни шахисти и со нив да се види дали во нивната дали сочувала нешто во тетратките на нивните родители. Меѓутоа и тоа е макотрпна работа, бара време, бара енергија. Се надевам, ако јас не стигнам, дека некој друг ќе продолжи оваа работа некогаш во некои подобри времиња. Затоа што кога ја почнав оваа работа, не бе свесен всушност за како огромна работа се работи. Еве моментално работиме за еден подоснежен период. Например, во македонскиот шах ние речиси да немавме сочувано партии од
периодот на Социјалистичка република Македонија, кога, значи, за периодот од 45 до 90, сега веќе успев да обновам многу партии од пионерски првенства и од слични други првенства, барем од 70-тите години. Тука се и првите настапи на шаховската Атина Бојаджи, тој е Билјана Веруш. Значи, најдовме партии од нејзините пионерски првенства, од младински првенства. За среќа Лидија Софрска ги има сочувано сите своји партии, која беше исто така долгогодишна шампионка на Македонија. Дојдовме до партиот Татјана Василевска, која исто така емигрираше од Македонија во Австралија, која беше исто така голем талент. И ако одиме за еден период многу понатака, сакам да спомнам дека и женскиот шах заслужува одредено внимание. Некој ќе рече, па добро, тие партии беа со многу послаб квалитет. Значи, не постои партија послаба или појака. Во секоја тие партија изобилуваат скриени можности и се тие партии заслужуваат посериозна анализа. Убавината на шахот не е во силата на потезите, таа е во богатството на идеите што ги дава, во судирот на силите и некогаш ние знаеме дека некои од најуметничките позиции, од најубавите позиции во шахот се создадени во партии кои се играли меѓу аматери. Како што е прочената партија Ортуета Санс, играна во Шпанија меѓу 20 шаховски аматери кои ден денеска ги Тоа се разбира дека и силните партии треба да се ценат, меѓутоа најлошо е кога имаме само табели, а немаме партии. А ти знаеш дека за 2020 година една од 10 најдобри партии во годината е доби Иван Тркалјанов во избор на Газпром, значи руски Владимир Камиляров, нашиот Владимир Тркалјанов, значи на Олимпијадата за слепи и за лица со визуелна попреченост, беше прво рангирана неговата партија. Владимир Тркалјанов ми е се голем пријател, за жал имаше многу проблематична судбина. Да, нема се разбираме за тоа. Значи јас му се јавив, му честитав и кога ќе дојде прва прилика во Скопје. Да, тој е прекрасен човек, за жал навистина имаме емисија со него и да ја представи партијата која што викам доби награда, прва награда на Газпром за 2020 година и таму баш би сакал да ја видам таа партија, тоа мислам за секој шаховски сладокусец. Нешто ќе ти ја прата после емисијата, затоа што е завршена некој десерт некој да се види, иако сум гледал партиот Тркалјанов, може би не толку ефектни како таа, меѓутоа се гледа, мислам се чува дека тој играч со голем талент кој како и многу други шахисти во Македонија никогаш не стигна, не доби услови да го доразвие тој свој талент. Тоа е втор пат да добие така голема награда, веднаш беше вреднуван во Линарес, кој што си беше тој големиот турнир. За истата партија или за друга? Не, ова е од лани, 2020 година Олимпијада за слепи и за лица со визуелна попреченост, играна лани, а 10 или 15 години претходно, значи комисија на Опенот таму на вториот турнир во Линарес, сите вика, одам да пушам цигара надвор, разговорот со него ми кажува а Григорич дојде и некој пак се зина Григорич кој што патен ми живее во Линарес. Дојде таму и каже, што правиш тука, зашто пушиш? Вика таму, вика сите, вика Алан гледа на тебе, вика овие сите веле мајстори, вика некој се чудат кој е Тркалјанов што вака игра, вика ти тука, вика седиш и пушиш. Оди внатре, вика влези и мисли таму. И таа награда беше. Тркалјанов е остварен многу скромен човек и голем талент. Прекрасен човек. Ето така што и јас сум со намера нели да продолжи оваа емисија се надам сакам што подобро продолжи да било се ред, ќе дојдат и шахистки да наши на ред. Билјана Веруш, например, беше многу талентирана, незина партија излезе во руски часопис, во шаховскиот бюлтен и советски шаховски бюлтен, и кога го прашале Ивков кој играле овде, он рекол со бели фигури игра добар интермајстор, а со црна игра беле мајстор, а со црна игра Билјана Веруш уствари. И таа е добро ефекта на шампионат на... Ја сега брзо ги влезов в низините партии од пионерско време, викаше тогаш таа учествуваше и на, значи, како најмалечка и на првенство на момчиња, кои што беа повозрастни од нејзе слично и беше стално пласирана во врвот, значи се чувствуваше огромен талент. Таа едно време замина во Босна да игра, потоа се врати и продолжи на студиите од математика. За жал,
Шахот не И е... денес е професор, Да. одамна е Да. професор по математика. Да, меѓутоа, за жал, шахот не е доходовна професија Да. и мислам дека едноставно не знам, никогаш не се ме сретнал за живо, познам незин роден, се надам дека еден ден ќе се сретнам и со незе. Ќе биде гостина. Меѓутоа, по тези се гледа дека навистина онаја што рекол дека била можеби можела да биде и уште поголем талент и доколку дека во шахот, значи таа е охригенка, меѓутоа таа во шахот е она што можеше да биде она што и онака веќе така она што беше Тина Бојаджи во пливањето. Така е, така е. Да. Исто така, например, ни фали, например, никој не ги анализирал партиите на Габи Косковска. Тоа исто така. Јас со Габи Косковска незилата сила, мислам, сум ја осетил и во партии со мене, каде што ми има добро, да речем, избуфтано. Меѓутоа, сакам да спомнам дека учествувавме заедно и со Татјана Василевски со незе на универзијадата во Ниш, некаде 90-тите години, дека машкиот тим освои трето место, женскиот тим освои апсолутно прво место и дека благодарејќи токму на успехот на женскиот тим и пресвен на Габриела Косковска и Татјана Василевска, екипата на Македонија во вкупен пласман го освои првото место. И таа златна медаља ми е една од најмилите, тоа беше на универзијада во Ниш. Се играше на електрофакултетот во Ниш и верувам дека пошто се играше на саат време, другите не ги запишуваа своите партии, единствено јас ги запишував и можеби се моите направив 8 од 9 поени, меѓутоа веројатно се единствените преживени партии што следеше за тој настан. Таму на универзијата имаше такмичења и во други, во атлетика и во други спортови, меѓутоа македонската репрезентација токму во шах го постигна својот најголем успех, тоа беше Тоа е практично универзитетот Кирил и Методи, веројатно. Па, преку универзитетот на Кирил и Методи, веројатно не знам сега веќе како отидовме, меѓутоа факт беше дека јас влетав во тоа време в непознати град, влетав во последен момент заедно со Никола Бојутлиев, со Благоје Гичев, со Тони Кировски. Добра екипа била. Па бевме добра, меѓутоа они практички едноставно влетав во последен момент уште не си не можеме да играме, меѓутоа првата партија сите игравме лошо, тоа беше и тежок на место, затоа што веднаш од патувањето веднаш отидовме на партија и тој изгоден меч, потоа ги добивме сите мечеви. Ама тој решил Тој реши да бидеме трети, меѓутоа жените немаат таков пех, тие го своје првото место и го вкупен пласман. Добро, кога ги спомнавме нели дека Билјана Веруша Дохрик, можеме да кажеме дека Габриела Косовска И струженка, а Татјана Василевска е прилепчена. Да, Татјана Василевска, да, точно прилеп. Меѓутоа, мислам, во секој случај и Веруш и Габриела Косовска беа извонредни таленти. Мислам, штета што Билјана Веруш многу добро се крез шахот. Да, копаше да се Мислам, може, јас лично бих препорачал барем од време на време може рекреативно да одигра некој пат. Сега да игра шах исто игра многу добро, сум убеден. Па може би игра и на компјутер, нели сега. Може би, ама ќе прашам, ќе викнам во емисија, А, ќе сега прашам, да. тоа ми е со намера, сум исто и ова се да речем во здравствените шахистки исто така да ги поканам во емисија да Па да, споделиме тука тоа Лидија тоа Софевска. искуство, па да се разбере Лазаревска. Да, имаме и многу други, например, патите и ликот е делото на Казакова, една позната шахистка која Таа не може да се осветли затоа што таа беше баба. Јас кога играв за ФЦУ 76-та, 5-та, 6-та, она беше баба и играше, јас сум видел два пати. Играше меч, се не сеќам дали играше напротив. Да, вдовицата на Димче Илиевски, ова велика, играше против Кизова, Лидија. Тоа не можам да се сетам. Ама знам дека беше баба, човече. И како се немаш кога да прашаш. Од првите шефови во... Ама тоа ти ќе кажеш дека била, а ја ќе кажам дека сум ја видел само еднаш и беше многу возрастна. Да, добро, меѓутоа тоа не значи дека не може да се најде. А сум ја видел, она била баба која не може да се спомне. Да. Значи, видете, ако можете ги во Египет да најдат податоци за фараони кои живееле пред 2000 години, ќе најдеме нешто и ние ќе најдеме добро. Јас веќе имам најдено одредени А кој бил, а кога било, исто интересно прашање, кога било првото првенство женско на Македонија? Во моментов
не носам со мене податоци и имам од некој првенство, меѓутоа се уште не сум проверил дали е тоа на вистина прво, затоа што Добро. известувањето... Сега ќе завршиме. Вака. Па добро, ние се мораме да завршиме од го поминавме во времето што ни Да. беше одредено. До сега Значи стигнавме до која година? Стигнавме до 50. не, пројдовме 50, да, од 50 Редно, завршивме. доаѓаат бурните 50 и до Бурните 50 доаѓа и да за женскиот почетокот на женските шампионати исто така го начнавме, го отворивме малку. Значи продолжуваме да. до следната емисија. Сега ти подготвувај се и... Па јас сепак сметам прво да ги довршиме мачките. Не, без друго, без друго. Меѓутоа, во секој случај, значи, имаме и пионерски шампионати, имаме и полуфиналиња. Шахот во Македонија еднаш ќе доживува после тоа бурен развој. Одлично. Ето, тоа е, да речеме, сме на пат да се одјавиме оваа емисија, многу интересна, како и минатата со Димитар Качаковски, ќе продолжиме да го следиме развојот на шампионатите на Македонија. Значи стигнавме до 50-та година, поминавме, продолжуваме понатаму. Во следната емисија Димитар Качаковски со нас, значи јас рече си немам никаква работа, овие коментари кои сме со Шах со Љубиша Доновски, со Диме Качаковски, затоа што слушаме, учиме, со љубопит, свој, да вистина прекрасно. Да. Ве поздравам и до следното видење.